Симона Стаменкова и Јана Трајчева се учениците кои подготвија најквалитетна презентација на тема наноматеријали и материјали на иднината на надпреварот кој за прв пат го организираше Министерството за образование и наука во соработка со Технолошко-металуршкиот факултет. На овој надпревар ние земавме учество со проектот Јаглерони наноцевки под менторство на Сузана Трајкова. Јаглероните наноцевки се извонредни и типични нови материјали кои што се карактеризираат со исклучителни својства и наоѓаат примена во многу области на човековото дејствување. Јаглеродните наноцевки се всушност најнови структури на наноматеријалите и тие секако имаат исклучителен склоп од неверојатни својства, па поради тоа имаат широка примена, односно и можат да имат многу поширока примена доколку се функционализираат. Ние за овој проект навлегувме многу длабоко во темата, навлегувме длабоко во структурата на јаглеродните наноцевки, зашто и добивме пофалби, секако тоа е благодарение на сета онаа литература која што ја имавме прочитано, како 2 докторски дисертации, потоа на органска хемија од Шрајвер и Аткинс, Nature од Сумио Аичима и слично. Надпреварот, чија цел е популаризација на науката и истражување на научните размислувања кај младата популација, се организираше во 45 средни училишта, меѓу кои средното Ванчо Прке. 8 различни проекти под менторство на професорите Сузана Трајкова, Цвета Алексова и Павлина Настасова беа презентирани од страна на учениците. Комисијата со представници од Технолошко-металуршкиот факултет и професори од гимназијата првото место го додели на проектот Јаглеродни нанотуби. Со овој проект учениците се пласираа за учество на државниот надпревар во Охрид, кој ќе се одржи на почетокот на април. Инаку за секое училиште Министерството за образование доделува по 3 награди од 6, 4 и 2000 денари, додека на државниот надпревар во Охрид за најдобриот проект ќе следува награда од 2000